Политичката криза и воопшто состојбата во која изминативе месеци се најде земјата предизвика стагнација во повеќе области од економското живење. Периодов како резултат на ова се забележува и благо намалување на цените на становите. Но состојбата не е загрижувачка со оглед на тоа што изминативе години пак цените постојано растеа, велат експертите. Поред она што може да се види на пазарот, значи од професионални контакти по градежничка и по посредничка улога, нели? Има блага тенденција на флуктуирање цената. Сега заради се она што се случува, нели, околу политиката, владата, комплетирањето и евентуално идните проекции, има некоја блага тенденција на намалување или на стагнација. Меѓутоа во последно време, последните година и пол-две, присутна е пак тенденцијата на постепено, но континуирано покачување на цените, така да сега онаму кај што најмногу се гради, а тоа е централното градско подрачје, што и самото по себе, нели, е причина за покачување на цената. Просечна цена некаде се движи околу 750 евра плюс минус, нели, зависно од локацијата, од висината, од нивото на опременоста на станот и така. И градежната експанзија која изминатава деценија го зафати полошко, периодов не е со голем интензитет, вели Тасевски. Приметно е дека интензитетот е помал, меѓутоа приметно е пак и нешто друго, дека се градат поголеми објекти. Порано се градеше повеќе или помали би објектите. Сега и просторот на кој се гради централното градско подрачје е скратен, некако скусен, нели? Не се градат многу објекти, меѓутоа тие што се градат се во просек поголеми од тие претходно. Така да во глобала има некој намалување на градежните активности, меѓутоа тоа не е многу изразено. И во најновиот квартален извештај, Народната банка на Македонија предупредува на засилена динамика на падот на вредноста на овие недвижности, особено во главниот град. Индексот на цената на становите на годишна основа е опаднат за цели 7% во првиот квартал од 2017 година.